Добар ден, драги ученици! Јас сум Евона Кузмановски и доаѓам од гимназијата Панче Арсовски од Скопје. Денешната наставна единица се однесува на влијанието на надворешните и внатрешните фактори на перцепцијата. За почеток ќе се потсетиме што е перцепирање, а што перцепција. Сигурно се сеќавате од претходните наставни единици дека перцепирањето е психички процес за спознавање на предметите и појавите во целина. Таа целина, односно ментална слика што се формира во свеста на човекот, во врска со перцепираниот предмет се нарекува перцепција. Создавањето на перцепцијата е навистина сложен процес. Перцепцијата не е едноставен збир на сензациите кои што доаѓаат од надворешниот свет. Мора да нагласиме дека помеѓу надворешниот предмет или појава и перцепцијата за истиот предмет или појава не постои апсолутна еднаквост. Зошто е тоа така? Тоа е така затоа што постојат бројни фактори кои што влијаат врз процесот на создавање на перцепцијата. Факторите што влијаат перцепирањето се поделени во две категории. Тоа се внатрешни фактори кои што се поврзани со карактеристиките на самиот поединец што перцепира одреден предмет или појава, како и надворешни фактори кои што се поврзани со карактеристиките на самите драски. Ние ќе се задржиме за почеток на внатрешните фактори и ќе ја истакнеме физиолошката состојба како фактор кој што влијае врз создавањето на перцепцијата. Да се потсетиме дали би се случило миризбата од кујната да ја доживеете различно кога сте сити и кога сте гладни. Сигурно дека тоа ви се случило. Тоа е еден пример кој што покажува дека гладта, жетта, заморот и слично се појави кои што, односно состојби кои што исклучително влијаат врз создавањето на перцепцијата, односно доживувањето на нештата. Потоа ќе го споменеме поранешното искуство. Постојат бројни примери кои што покажуваат дека нашето минато искуство влијае врз создавањето на перцепцијата. Ќе споменеме еден експеримент проведен од страна на Кролип, кој што во својот експеримент на испитаниците им прикажува две светли точки во темна просторија, при што точката А се движи кон точката Б. Потоа, точките се заменети со слики од автомобил и дрво. Испитаниците во првиот случај одговараат точно и велат дека точката А се движи кон точката Б, но подоцна велат дека точката Б, односно автомобилот, се движи кон точката А, односно кон дрвото. Тоа е така затоа што тие знаат дека дрвото не се движи, а автомобилот се движи. Ова е еден навистина сликовит пример кој што ни покажува дека поранешното искуство и тоа како влијае врз перцепцијата. Понатаму ќе ги споменеме емоциите. Нашата емотивна состојба во моментот на перцепирањето исклучително многу влијае врз креирањето на перцепцијата. Сигурно на многумина од вас им се има случајно да гледаат некој хорор филм и подоцна да доживеат дека во просторијата имаат одреден звук или одредена сенка. Исто така, сигурно ни се има случајно на многумина од нас кога се движиме во темнина, сенката од дрвото да ја доживееме како сенка од човек. Тоа е уште еден доказ дека стравот како емоција има влијание врз перцепирањето на предметите и појавите. Понатаму се истакнати социјалните услови како еден од факторите кои што влијаат на перцепцијата. Значи тоа се етничките, економските, социјалните и културните влијанија врз создавањето на перцепцијата. Сигурно дека одредена сума пари нема да има иста вредност за поединци кои што доаѓаат од различна социјална средина. Тоа е така, но тоа е и докажано во многу експерименти. Во еден експеримент на две групи испитаници, односно деца на иста возраст, им е дадена задача да нацртаат паричка со одредена вредност. Децата кои што потекнуваат од социјално позагрозени семејства, паричката ја цртаат многу поголема, за разлика од оние деца кои што потекнуваат од економски постабилни средини. Понатаму ќе ги споменеме за крај мотивите и интересите,
Тоа не значи дека се тие помалку значајни фактори кои што играат улога во создавањето на перцепција. Повторно ќе споменеме еден пример, кој што сигурно од вас ќе се сетат во многу ситуации кога сте побарале од одредена група на ваши другари да ви прераскажат одреден настан кој што можеби вие сте го пропуштили. Сигурно ви се случило да слушнете многу различни изјави, а дури и противречни изјави. Тоа не е така затоа што тие сакаат да ве излажат. Туку напротив, тоа е така заради тоа што тие различно го доживуваат истиот настан. Тие се разликуваат по своите мотиви, интереси, стации и така натаму. Освен од внатрешните, тука се и надворешните фактори. Од надворешните фактори ќе истакнеме физичката организација на самата дразба. Ќе споменеме дека човекот има тенденција да ја доживее дразбата како целовита, доколку е распоредена на одреден начин, просторно секако, и ќе ја доживее нормално како целина. Тоа се случува според одредени принципи во психологија да се истакнати принципот на затвореност, принципот на сличност, принципот на симетричност и принципот на континуираност и близина. На следниот слайд имаме една слика на која што се прикажани лековито овие принципи. Од А го имаме принципот на затвореност, од Б го имаме принципот на сличност, од В го имаме принципот на симетричност, од Г го имаме принципот на континуираност и под Д го имаме принципот на близина. Човекот има тенденција, повторно ќе нагласиме, да ги доживее како целина дразбите кои што се распоредени во просторот според некој од овие принципи. И овие принципи имаат влијание во нашиот секојдневен живот, а за да го докажеме тоа ќе споменеме еден пример. Тоа е, например, ситуацијата во која што ние може да читаме некој текст во кој што има одредени печатни грешки или одредени зборови се недовршени. Ние и покрај тоа, читајќи го текстот, ќе го прочитаме точно и целосно. Тука можеме да кажеме дека станува збор за принципот на затвореност. Освен овие принципи кои што се однесуваат на физичката распределба на дразбите во просторот, ќе го истакнеме и влијанието на подлогата, односно позадината во која што се наоѓа одредена дразба. За да некоја дразба, односно фигура, биде истакната, пожелно е истата да биде поставена на некоја неутрална средина. Тогаш можеме да кажеме дека подлогата, односно позадината, влијае на тоа како ние ќе ја перцепираме фигурата, односно дразба. За да ги проширите своите знаења, го споменаме и поимот кој што е близок на перцепција, а тоа е поимот аперцепција. Аперцепција е перцепција која што зависи од целокупната состојба на човекот. Значи, почнувајќи од неговото поранешно искуство, неговите ставови, интереси, мотиви, знаења, емоции и така натаму. Поточно од сите психички процеси и појави кои што го одликуваат човек. Например, можеме да кажеме дека ако едно мало дете се израдува на првиот снег, тоа не мора да значи дека ќе го израдува и старецот кој што живее многу километри оддалечен од градот. Исто така, ако земјоделецот се радува на дождот, не можеме да очекуваме дека таа емоција ќе се јави и кај човекот кој што живее во урбаната средина и кој што постојано патува од својот дом до своето работно место. Значи, во овој случај станува збор за аперцепција. Нешто што ние постојано во секојдневниот живот посреќаваме, односно се соочува. Како што веќе забележавте, драги ученици, во текот на оваа наставна единица постојано споменуваме примери кои што се од нашиот секојдневен живот. Што ни кажува тоа? Тоа ни кажува дека овие сознанија во врска со факторите кои што влијаат на перцепцијата, навистина имаат влијание во секојдневниот живот. Затоа, нив треба да ги познаваат сите оние поединци кои што
работат во областа на маркетингот, продажбата, модата и секако вид на медиумско влијание врз пошироките народни маси. За крај ќе ви дадам една задача да размислите, односно да се потсетите дали досега сте се нашле во одредена ситуација кога требало да помогнете некому кој што е во понезавидна социјална и материјална положба од вас. Како таа ситуација влијаела врз вашата перцепција на оно што вие го поседувате, го можете, го уживате и го живеете? Дали тоа направило вашата перцепција да се промени или не? Сигурна сум дека сите од вас се нашле во одредена ваква ситуација кога помогнале некому, но треба само да размислите колку тоа довело до промена во вашата перцепција. За сега ви благодарам за вниманието, драги учени.